стигнавме до десетката. Така е, ние тежнеевме, нели? До тој стадиум секако, може би малку така премногу визионерски, премногу, нели, оптимистички, но стигнавме до тој стадиум, започнувајќи од 2005 година, кога може би скромно, може би ненаметливо, го промовиравме овој нов филмски концепт во Македонија и воопшто во регионот. Многумина не верува, нели, во тоа. Тие кои што верува застана зад концептот и ние благодариме што таа поддршка е евидентна веќе цела деценија. Имаме навистина одлични гости ова година. Јубилејниот презнак, десетката, нели, не обврзува да направиме спој помеѓу старото и новото и секако да се дружиме со легендите на не само македонската, туку и европската и светската филмска сцена, да бидат рамо до рамо со нашите филмски работници. И мислам дека тука направивме еден голем исчекор и во промоција на Струмица како, би рекол, кинематички простор, кој што ги прифаќа немирните, би рекол, креативни и уметнички души, затоа што со Струмица, со промоцијата на Астерфест, токму во Струмица, Македонија го доби тој филмски триаголник, односно се запечати таа филмска, би рекол, катета, затоа што покрај Битола и Скопје, еве и Струмица, нели, како центар на културата во источниот дел на Македонија, може да го издржи тој концепт. Ние имаме поддршка, значи, и од локалната самоуправа, и од Министерството за култура, и од меѓународни субјекти. Секако благодарноста е поголема што тие најавуваат и поголема поддршка. Јас очекувам дека оваа година се ќе помине во знакот на јубилејот. Еве, тука се и господјата Љупка Џундева и Борис Герец. И посебно ми е драго што фестивалот почнува со Оскаровецот Хелиум на Андерс Валтер, кој што го даде филмот за прикажување токму на Астерфест. Значи, од последното доделување на Оскар имаме филмови и од други фестивали кои што навистина прв пат премиерно овде кај нас во Македонија, еве, во Струмица ги гледаме и не само струмичани, не само Македонија, туку и сите оние кои што се чувствуваат дел од ова, нели, филмско наше небо, може да повелат, нели, сите овие петдневни и вечерни чествувања во знакот на филмот, да направиме се, да ја подигнеме уште повеќе ова манифестација, не само буџетски, не само организацијски, не само менаџерски, туку и можеби креативно со некои иновации кои што нормално јас ги имам, ги чувам така како опции во иднина и се надевам дека ќе седнеме на маса по завршувањето на фестивалот и ќе допринесеме да сето тоа добие уште поголема димензија и третман, нели, во светската сфера, мислам, во полето на филмската индустрија.